Добар ден на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам на медиумите што во толков број се тука присутни во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани партиски другари од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, почитувани партиски другарки. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е државничка партија која заедно со граѓаните успеа во тешките моменти во оваа зима, тешките моменти за земјата, да ја одржи економијата и напредокот по вистинскиот, по европскиот пат. Најтешкото е зад нас, но предизвици за македонската иднина се уште постојат. Потребна е сплотеност, потребно е заедништво, но потребна е и мобилизација на целото македонско општество за нова победа за нашата држава. СДСМ од денеска е на терен. Рамо до рамо со граѓаните, започнуваме со интензивни теренски активности. Во секое населено место, во секоја уличка, во секоја куќа, зграда, во секое мало, во секоја урбана заедница. Таму, каде што ни е местото, меѓу народот, заедно со граѓаните. Рамо до рамо со народот, со сите граѓани, ќе посетиме 946 населени места ширум целата држава. Да разговараме со нив, да го слушнеме нивниот глас за се она што најмногу им е важно. Да дадеме отчет за сработеното во изминатата година, но и да кажеме што следува во наредниот период. Ние, македонските социјалдемократи, во овие 946 населени места доаѓаме со нашиот потенцијал, со нашите пратеници, со нашите советници, со нашето раководство и општински раководства, со нашите представници кои што вршат одговорни функции, со се што располагаме, за да сите заедно разговараме со нашите граѓани. Секој ден ќе бидеме рамо до рамо со народот, заради подобра иднина на татковината, а не затоа што наредната година има избори. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, доаѓаме со крената глава, да ве слушнеме, да ви дадеме отчет за сработеното, да ви кажеме што следува во иднина. Ќе слушаме внимателно и внимателно ќе говориме. Имаме што да кажеме, но имаме и што да чуеме. Успешно се справивме со економската и енергетската криза, со пакетот антикризни мерки вредни 760 милиони евра. Целта е постигната. Никој не беше оставен сам во оваа кризна и тешка година. Ниту фалеше храна, ниту снема струја. Рестрикции немаше, а струја и парно имаше. И тоа по цени кои не се покачија. Производството на електрична енергија е зголемено на историски највисоко ниво, а сметките за домаќинствата за струја и парно се исти. Сметките за струја на 72.000 компании во државата, кои вработуваат 98% од вработените, се намалени за 20%. Го заштитивме стандардот на граѓаните и одржавме ликвидноста на компаниите. Не дозволивме профитерство врз грбот на народот и цените на производите, на основните прехранбени производи ги намаливме, а на добар дел од нив и ги замрзнавме. И инфлацијата веќе е зауздана. Но она што сигурно остана, деструктивната, континуирана омраза на опозиција кон народот, преку апокалиптични сценарија за колапс, рестрикции и недостаток на храна. Граѓаните денеска прават разлика за тоа кој седи на страна и блокира, а кој менаџира процеси во криза. Деструктивниот, подпалувачки опозицијски наратив под секое ниво не е добар за општеството и има само една цел – да ја уназади Европска Македонија. Но ние тоа на пироманите од Левица и ВМРО ДПМН нема да им го дозволиме. СДСМ е рамо до рамо со граѓаните и ќе ги разобличиме промашените пропаганди, ќе го трасираме победничкиот пат на победничките политики кои ние ги предводиме заедно со коалиционите партнери. И заедно ќе го поразиме ефтиниот популизам. Македонската држава е фактор на стабилност во регионот, председавач со ОПСЕ и кредибилен партнер на Европската Унија и Соединетите Американски држави. На иста маса, рамо до рамо,
со големите демократски сили. СДСМ, рамо до рамо со граѓаните. Доаѓаме со јасна порака. Напредокот продолжува. Големи промени очекувајте во оваа и наредната година. Економијата ќе продолжи да расте и да се развива. Продолжува растот на платите и продолжува растот на пензиите. Продолжуваат инвестициите. Вчера го започнавме најголемиот инвестициски проект во историјата на нашата држава. Проект вреден 1 милиарда и 300 милиони евра, коридор 8 и коридор 10D. Многу скоро ќе означиме почеток и на изградба на автопатот Прилеп-Битола. Сите инвестиции кои што се планираат да започнат оваа година се со вкупна вредност од 2 милиарди евра. СДСМ никогаш нема да се откаже од европската иднина на земјата. Ќе направиме се да го продолжиме патот кон Европа. И покрај ефтиниот популизам и непромисленоста од лажните патриоти и националисти, да ги преминеме сите препреки кои што се наоѓаат на нашиот европски пат. Рамо до рамо со народот ќе продолжиме да се бориме за подобро утре и да ја завршиме работата. Затоа што тоа им го должиме на нашите деца, на сегашните и на идните генерации. Рамо до победа, победа за Европска република, победа за Европска Македонија. Ви благодарам, посакувам успех на сите мои партиски другарки и другари и сакам сите многу внимателно да ги слушаат граѓаните и да ги пренесат нашите пораки. Се што направивме и за пензионерите, и за земјоделците, и за работниците, и за младите, и за европскиот напредок на нашата држава. И да не заборават да пренесат. Во 2022 година, по 17 години чекање, нашата држава ги започна преговорите со Европската Унија, со заштитен македонски идентитет, со заштитен македонски јазик, со заштитена македонска култура која ќе стане дел од богатството на европските култури. Во 2022 година, благодарение на нашите политики, Македонската православна црква конечно влезе во канонско единство со сите други православни цркви во православниот свет. Се тоа успеси на оваа социјалдемократска влада, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалиционите партнери. Ви благодарам.